свесни сме веќе, нели, дека и децата и возрастните многу време поминуваме пред екраните. Екраните имаат свое дејство, но не само нивното директно дејство туку човек, а особено кога се работи за дете во развој, поминува повеќе време во одредена положба на телото. А знаеме што вели кинезиологијата и колку се важни движењата за општиот развој и за ментално здравје, ако сакате, на детето, а со тоа и конкретно на нашиот проблем развојот на говорот и јазикот, бидејќи едно дете кое што поминува подолго време отколку што би требало пред екраните, кај него може да се разгледаат можни последици од повеќе аспекти. Тоа седи во одредена положба, не се движи, кога му е најмногу потребно движењето. Понатаму не се дружи, ако сакате, социализацијата, нема онаа конверзација со луѓето, а најбитно е да се има, нели, конверзација. Децата немаат можност да научат што значи да ја прочитаат фацијалната експресија, ако сакате, како социјален и емоционален момент, говор на тело да прочитаат. И тоа понатаму се очекува да има последици ако не превземеме со зголемување на јавната свесност за тоа што значи седење долго пред екран.